Приведени 7 македонски државјани кои се бореле на боиштата во Сирија и Ирак како странски терористички борци. Најмладиот од приведените има 23 години, а најстариот 30. Полицијата соопшти дека акцијата е спроведена во рамки на соработката со Глобалната коалиција за борба против тероризмот и сириските демократски сили. Во рамки на Глобалната коалиција за борба против тероризмот, Република Македонија продолжува и понатаму со континуирани активности во насока на детектирање, идентификување, неутрализирање и кривично гонење на странски терористички борци. Република Македонија како една од земјите која ги прифати резолуциите од 2014 и 2017 година на Советот за безбедност на Обединетите нации, презеде обврска за кривично гонење на своите државјани кои како странски терористички борци учествувале во кризните боишта во Сирија и Ирак и нивно враќање во матичната земја, почитувајќи го домашното и меѓународното право, како и основните човекови права и слободи. Синоќешната акција е продолжение на акциите Келија 1 од август 2015 и Келија 2 од јули 2016. 11 лица добија вкупно 32 години затвор во Келија 1, откако ја признаа вината на суд, а освен за учество во борби како дел од терористичка организација Исламска држава, беа обвинети за регрутирање борци. Тогаш претреси беа извршени во џамијата Тутунсус во Скопје и Јаја Паша џамијата, а највисоката казна од 7 години затвор ја доби оџата Реџеп Мемиши. Ова е трето продолжение на антитерористичката акција Келија која треба да го сузбие регрутирањето терористи од земјава за борбите на ИСИС.